Добар ден на слушателите на ова ценета македонска радио програма. Добро, значи на линија ги имаме Никола Ставрески, почитувани слушатели, кој е кандидат заедно со Стеван Козмевски во западното предградие на Витолси. Никола, го имам овде пред мене и вашата платформа, но добро е вие да кажете збор 2. Добро, јас како кандидат сакам да ја представам својата програма пред македонците во Лајло Томасон и Епинг. Како прво, ќе се грижа македонските друштва организации како например Лајло Юнајтед Слога, Пленти Вали Лајонс, игралните Танец, Светлос и Гоцеделки и сите пензионерски групи во оваа област да добиваат повеќе финански бенефиции од сегашните кои се сведени на минимум. Пензионерите сега не ги користат бенефициите да користат бесплатни автобуси, а од сега тоа ќе биде достапно за нив доколку победам јас. Тимот кој се состои од преведувачи на македонски јазик во Норден Хоспитал во Епинг е предвидено да се намали и ќе се борам тие да си ги задржат своите работни места, дека е многу важно да ги имаме тие луѓе во таа институција. На македонскиот национален ден или ден пред општина Витолси за прв пат ќе се развиори, тоест ќе се подигне на јарболите македонското знаме, затоа што македонците го заслужуваме тоа и сме во голем број во таа општина. Ќе бидам првиот советник кој ќе барам состаноците да има преведувачи и официјално да се зборува и на македонски јазик, да ме разберат тие луѓе што ќе бидат и другите советници на македонски јазик, затоа што е оваа мултикултурна Австралија го дозволува тоа. Да се промовираат повеќе македонски имена на улица во општина Витолси, а сега ги имаме улиците Пелистер, Битола, Охрид, Прилеп, Филин и други, затоа што тоа е гордоста на нас македонците. Денес става памфлет на улица Прилеп и Пелистер, се гордеев тоа што видов. Општината Витолси да обезбеди финансиски средства за изградба на македонски старски дом, кој е во огромна важност за постарите личности од македонско потекло. Ќе се борам финансите во општина Витолси да се трошат на правилен начин и да се расподелат на вистинско место и да нема корупција. Исто така ратите, тоест давачките кон општината да останат на најминимално ниво. Да се промовира економскиот развој на општина Витолси, да се отворат нови работни места, за тие кои се под дејство на дрога и алкохол да се отвори центар за рехабилитација, затоа што е потребно во дел на Мелбурн, а ги има во голем број, посебно наши наркозависни, луѓе кои се под дејство на дрога и алкохол. Улицата Едгар Срот преку Купа Стрит да се продолжи до Охерн Род во Епинг, тоест до Епинг стадионот, исто така и Хај Стрит после полициска станица Север, да се продолжи уште една линија и да се подобри сообраќајот во тој дел на Епинг. Лично верувам дека моите постапки во минатото, со делата кои ги имам кон македонските друштва, организации, заслужувам поддршка од македонската заедница, затоа апелирам да гласа за мене број 1 и времето на градоначалникот Козмевски лично верувам е изминато. Повелете. На твојот памфлет имаш запишано дека ќе отвораш и нови работни места. Да, ќе се промовира економскиот развој на општината Витолси, веќе во минатото, кога беше Мери Лалиос градоначалник, со еден наш бизнисмен имаме присуствувано на таков состанок и да е предвидено да се промовираат работни места во тој дел на градот, точно. Вашето работно искуство во последните 5-10 години, Никола? Секогаш сум работел маркетинг и тоа ќе продолжам и во иднина. Значи, тоа е моето искуство, работам маркетинг и сум ги помагал организациите како што се Јане Срнавски, Престо Македонија, Никола Карев. Мојата веб страница е достапна за многу луѓе, не само во Австралија, пошироко и се информира, значи како информативно гласило, тоа ми е мојата работа. Значи преку информативното гласило вие сте вработени добро. Уште ме интересира на памфлетот, гледам дека број 2 ти е грчката представничка Павлидис Крис, а 15
Да објаснам и тука. За момент само. А 15-ти поред последен е Стеван Козмевски. Зошто си против македонецот? Да, јас со сопругата на македонецот Крис Павлиди, зашто е таа мажина за македонец, и со Ентони Делинаум, кој е македонец исто и тој, дека не е само Козмевски кај нас, и Тони Делинаум е македонец. Со Тони Делинаум размениме трето место, а сопругата на македонецот, таа е Крис Павлидис, си разменуваме второ и трето место. Значи, Стив Козмевски е против сите нас и ние морат да се обединиме на овој начин и лично верувам македонците ќе го дадат гласот за тој што мислат е најдобар кандидат. Значи, Козмевски е лично против нас. Доколку е тој против кого? Нас, мислиш против тебе или против македонската заедница? Па со неговите мали дела што ги имат или воопшто ги немат, многу слабо го гледа меѓу македонците и се сретнав со многу луѓе во овој временски период. Многу луѓе се жалат од него и затоа апелира и ме молија да бидам нивни представник, затоа што сум јас народен човек и затоа ние неколку души се согласивме да одиме понапред и да ги добиеме гласовите од гласачко тело. Затоа лично верувам македонците ќе гласат најповеќе за мене. Самите ќе се уверите дека така ќе бидат на 26-ти. Добро, Никола, вие сметате дека Стеван Козмевски е противникот, откако вие ќе дојдете заедно со Павлидис, со Крис и со тие другите, дека ќе станат промени. Добро, тоа е вашето мислење. Ви пожелувам успех и се надевам дека тоа што сакате ќе го остварите. Апелирам македонците да гласат секаде кај има македонци, нека го дадат свој глас каде што мислат тоа е правилно. Затоа апелирам да ме помогнат мене за тоа што заслужувам. На сите му посакувам добро попладне и верувам друг пат ќе се јавам како советник на општина Витолси. Благодарам. Пријатно.